Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Пред малку се случи обид за грабеж во менувачница во трговски центар во Нова населба. Истрели од огнено оружје слушнале очевидците. Колешката Дијана Иванова е на терен и во живо ја вклучуваме во овој дневник. Дијана, дали се слушаме? Да, Владимир, се слушаме токму така од пред трговскиот центар во Нова населба во Велес. Се јавуваме од каде што според информациите кои што ги добиваме од очевидци 20 минути после 19 часот се случи обид за грабеж во менувачницата која што е лоцирана во трговскиот центар. Она што се уште како неофицијални информации ги имаме дека грабежот се обидел да го направи едно лице кое што при излезот од менувачницата било запрено од друго лице со кое што имале меѓусебна покрај вербална расправија и физички контакти. Во тој момент од огнено оружје, засега се уште од полицијата не потврдуваат кој вид на оружјето е, истрелани се неколку истрели, а човекот кој што се обидел да ја ограби менувачницата се обидел да избега. Во тој момент целиот настан го следел полициски службеник кој што е во пензија и благодарение на неговата пристапност и познавањето на правилната реакција во ваква ситуација, ограбувачот е совладан, полицијата го фатила и сега во овој момент е во секторот за внатрешни работи во Велес. Од она што успеавме да го дознаеме од очевидците е дека се случувало многу брзо и дека било по нафилм се слушнале повеќе истрели, но засега полицијата не открива детали. Во овој момент се врши истрагата, на терен се полициски службеници кои што сликаат, фотографираат онаму каде што поминал ограбувач. Каква е состојбата моментално со оглед на тоа дека се работи за населба која што е густо населена? Токму така. Има многу народ истега околу трговскиот центар, кој што морам да кажам дека еден дел е затворен и не може да се движи слободно. Велат дека среќа во целата оваа несреќа што во моментов на критичните места немало луѓе, иако овој дел е густо населен и тука често има многу минувачи, а најчесто деца играат на покрај самиот трговски центар. Од она што можеме да кажеме во ова наше првично јавување е дека од истрелите еден автомобил е оштетен. Засега немаме информации за други некои оштетувања, ниту пак имаме информации дали ограбувачот менувачницата ја напуштил со одредена сума на пари или пак не. Од полицијата велат дека по детални информации за случајот има по завршување на истрагата, која што да напоменеме дека во моментов се одвива. Јас те благодарам, Дијана, за ова јавување. Доколку има некои нови информации, секако ќе те вклучиме кон крајот на овој дневник. А еве што друго се случуваше денес во Велес и регионот. Македонската армија прими 125 нови професионални војници. Бројните реформи ќе придонесат за поефективна воена структура. Околу 2000 пензионери од Велес имаат можност да одат на бесплатна бањска рехабилитација. Општина Кавадарци ја одбележува 71 годишнината од ослободувањето. Македонската армија се засели со нови 125 професионални војници. Бројните реформи кои се воведуваат во одбраната ќе создадат поефективна воена структура. Честитки за новите воени почетоци им посака министерот за одбрана Зоран Јолевски.
Нови 125 професионални војници во македонската армија. На свечениот прием во Скопската касарна Илинден топло добре дојде им посака министерот за одбрана Зоран Јолевски. Тој нагласи дека нивниот почеток во кариерата во војната професија се темели на ригорозен процес на селекција каде се покажаа најдобри меѓу најдобрите. Министерот на новите припадници на АРМА им порача посветено, честно и хумано да служат на својата земја. Ние сме свесни дека клучен елемент за успехот на секоја армија е високо обучен, мотивиран и квалитетен професионален воен персонал. Поради тоа, долгорочно инвестираме во обука и за тоа многу сакаме да постигнеме високи квалитети во вашата обученост. Токму затоа пред вас постои период исполнет со предизвици и многу работа. Предизвик кој значи инвестирање во знаење и обука, но и инвестирање во иднината. Бројните реформи во одбраната ќе остварат целта за мала, мобилна, професионална, интероперативна и високо обучена армија, нагласи Јолевски. Со трансформацијата на АРМА, до крајот на годината единиците и командите ќе бидат групирани во поефективна воена структура. Со тоа успеавме да ги групираме нашите единици и команди во поефикасна воена структура. Со приемот на нови професионални војници, односно со вашиот прием денеска, сме на добар пат до крајот на 2015 година да постигнеме посакуваната цел во командите и единиците да бидат пополнати со висококвалитетен, способен, мотивиран и обучен персонал. Со подготвениот воен кадар, армијата успешно ќе ги извршува мисиите за одбрана на национално ниво, но истовремено ќе биде структурирана според стандардите на НАТО. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денеска додели 24 решенија за работен однос на неопределено време. Од нив 19 се досега вработени според договор на дело во детската градинка Кавадарци, 2 во Домот на културата и 3 во музеј галеријата. Потребата од нов кадар на овие работни позиции била неопходна, вели Панов. Благодарение на владините мерки, најдено е законско решение за трансформација на работниот однос на неопределено време. Со 15 милиони денари средства добиени од државната каса, општина Чашка ќе го заврши асфалтирањето на патот од село Мокрени. Асфалтирањето на оваа делница ќе овозможи повторно заживување на најубавиот дел од Азот. За подобрување на условите за живот ќе се работи и во атарот на селото Лисиче. Повеќе за инфраструктурните проекти од изјавата на градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски. Ние многу сме благодарни. Минатата година добивме 20 милиони денари. Со тие се направи повеќе од 9 километри асфалтиран пат кон населеното место Мокрени. Оваа година со 15 милиони денари или нешто повеќе од 250.000 евра ќе го завршиме тој пат и значи од Теовски уши до Мокрени сите оние кои што ќе доаѓаат или кои што во иднина имаат желбан во тој прекрасен предел да градат викендици или нешто за постојано живење, едноставно ќе може да се движат како во една урбана средина. Исто така можам да кажам дека оваа година може да се случувало и други години, но оваа година ќе биде посебно некој, да кажам, инфраструктурен бум, затоа што во населеното место Лисиче се гради фекална канализација во вредност од 250.000 евра. Исто така на патот кој води кон Врановци, добивме средства од 5 милиони денари и некои средства кои што ние ќе учествуваме исто така, ќе се реконструира тој пат, бидејќи тој од градењето некаде 70-те години па до денеска не е вложувано на него и очигледни се оштетувањата. Исто така сакаме да кажеме дека прибираме средства и работиме на тоа да бидат изградени најмалку 20 на улици во повеќе населени места, затоа што многу пати сум кажал дека токму тоа им треба на овие рурални места. Значи, ако имаат добро осветлување, ако имаат вода, ако имаат фекална канализација, ако имаат улици, едноставно јас сметам дека не само што ќе ни останат жителите кои што ги имаме, сега ни се враќаат голем број на пензионери кои што живеат во текот на целата година. И јас се надевам дека во иднина веќе тие ги имаме примери, ама во мал број, дека и повеќе млади луѓе ќе посакаат да се живеат во своите
родни огништа на нивните родители и ќе може да се патуваат на работа, затоа што ќе се живеат во една чиста еколошка средина, без стрес, едноставно она што денеска е многу потребно. Поради потребите за снимањето на францускиот филм А Фонд, Скопската обиколница ќе биде затворена за сообраќај до 7 до 28 септември. За време на викендите сообраќајот ќе се одвива нормално. Скопската обиколница од 7 часот изутрина е затворена за сообраќај, согласно воведениот времен режим поради снимањето на францускиот филм А Фонд. Сите возила се пренасочуваат кон влезот во Скопје. Според одобрението од Министерството за транспорт и врски од 3 овој месец и известувањето од Мануфактура продукција, време на измена на режимот на сообраќај на делница 3 автопат 2, клучка Хиподром, клучка Сара и Скопска обиколница ќе има 16 дена од 7 до 19 часот. Скопската обиколница ќе биде затворена од 7 до 11 септември, од 14 до 18 септември, од 21 до 25 септември, како и на 28 септември. Бербата на црната сорта грозје Вранец започнува. Одредени минималните цени за откуп. Поради поволните временски услови, оваа година се очекува квалитетот на грозјето да биде многу подобар за разлика од претходните. Наскоро ќе започне и бербата на белата сорта грозје Смедеревка. Започнува бербата на најзастапената црна сорта грозје Вранец. Многу скоро се очекува да започне и бербата на најзастапената бела сорта грозје Смедеревка. Председателот на Агротик Вешија Љупчо Аризанов вели дека оваа година квалитетот на грозјето ќе биде многу подобар за разлика од претходните години. Како причина за тоа ги наведува поволните временски услови. Министерството за земјоделство ги одреди минималните цени за откуп на грозје, па така сортата грозје Вранец со 19 чекерни единици ќе се откупува по цена од 13 динари за килограм. Во случај кога производителите на грозје ќе предадат грозје од сортата Вранец со повисока или пониска вредност од 19 чекерни единици, договорена е и цена од 0,68 денари по шекерна единица. За откуп на сортата Смедеревка пак минималната цена за 17 чекерни единици ќе биде 11 денари за килограм, а во случај кога производителите ќе предадат грозје од оваа сорта со повисока или пониска вредност од 17 чекерни единици, утврдена е цена од 0,64 денари по шекерна единица. Ова е прва година како е утврдена цена за шекерна единица со цел да се избегне неправдата кон лозарите. Цени за 3 до 4 денари повисоки од минимално договорените може да очекуваат лозарите кои годинава ќе произведат квалитетно грозје. Двилјади пензионери можат да ги користат бенефициите од владината програма наменета за пензионери со ниски примања. Кај на терен ги прашуваше пензионерите дали ги користат бенефициите и дали знаат кои се нивните поволности. Годинава вкупно 5500 пензионери од Македонија ќе се рехабилитираат на терет на државата. Околу 2000 пензионери, членови на Сдруженијето на пензионери од Велес, имаат можност да ги искористат бенефитите од владината програма. Пензионерите приматели на ниски пензии веќе неколку години имаат можност да одат на банска рехабилитација. Од неодамна, пензионерите ја користат и можноста за викенд рекреација на терет на државата. Убаво, инаку ја немам ни шанса да поидам на бања, затоа што ми е мала пензијата, а ова добро дојде да поидам еднаш баре на бања во животот. Иначе 84 години сум ја човек. Па на ниските примања овозможувањето на бесплатни или ефтини услуги секогаш е добро дојдено. Можност е прилично добра до сега. Од сега не можем да гарантираме. Сте биле ли вие на бања бесплатно? Да, беме. Од моја страна, од наша страна сме задоволни. Меѓу пензионерите има и такви кои ги исполнуваат условите, но се уште не аплицирале во фондот за искористување на можност за бесплатна климатско-банска рехабилитација. За сега не сум бил нигде. Сте аплицирале? Не сум ни аплицирал. Од Сдруженијето на пензионери во Велес велат дека тие се обидуваат секоја новина на владата која е во полза на пензионерите навреме да ја споделат со своите членови.
Во овој случај, како што помага владата и таа помош што ја нуди, ако не им е соопштено, тие се нека ми простава, понеинформирани во се, па и за нив лично. Секогаш истакнуваме соопштенија, одржуваме некои предавања куси, која после бесплатниот превоз не само за пензионерите од натрешноста, туку и за во Скопје, која одобрија да се возат во Скопје јавно градско сообраќајно предпријатие со автобуси, така натаму за бањското лекување. Ние и лично партиципираме кај тие што има над 12.000 пензија, партиципираме со 20 или 30%. Оваа година околу 5500 пензионери од државава ќе искористат владината мерка за бесплатна 7-дневна климатско-банска рехабилитација. Шеесет лаптоп компјутер е украден од основното училиште Свети Кирил и Методи. Сторителот се уште е непознат и се трака по него, а не е определено и точното време на грабежот. Според информациите од Велешката полиција, компјутерите се одземени во периодот од 14 часот вчера попладне до отварањето на училиштето у Тринава. Крадецот влегол преку главниот влез каде со рачен алат ја отворил влезната врата. Стои во извештајот од увидот на полицијата. Со истиот подесен алат отворил 6 училници, од каде одзел по 10 мини лаптоп компјутери. Откако пристигнале првите вработени, у Тринава забележале дека во училиштето е провалено, пошто случајот веднаш го пријавиле во полиција. Општина Кавадарци ги чествува борците на 9-та македонска бригада, кои на овој ден пред 71 година, речиси без борба, го зазедоа градот и го ослободија од фашистичката окупација. Кавадарчани со низа настани го одбележуваат празникот, а прославата традиционално се завршува со музичка свеченост. Кавадарци ја чествува 71 годишнината од ослободувањето од фашистичката окупација. Делегација на општината, предводена од градоначалникот Александар Панов, положи свежо цвеќе пред споменикот на слободата и револуцијата на градскиот плоштад. На народните херои и паднатите борци во НОП им се оддаде почит и во новоизградената алеја на великаните во паркот на револуцијата. Беше откриена и спомен биста на револуционерот Ѓорче Петров во дворот на средното општинско училиште кое го носи неговото име и каде се образуваат ученици од областа на шумарство, земјоделство и лозарство. Празнувањето започна со отворање на изложба на стари фотографии, на кои се отсликани почетоците на кавадаречките занаетчи од 1915 година, па се до почетокот на 80-тите години на минатиот век, до кога во градот обстојувале повеќе стари занаети. Во склоп на празнувањето на денот, традиционално се доделуваат 7 септемвриски награди, а прославата се завршува со музичка свеченост. Велес ја одбележа 110 годишнината од раѓањето и 54 годишнината од смртта на Алекс Одемниевски Бауман. Со положување на цвеќе пред бистата во Велес, делегациите му оддадоа почит на револуционерот. Доделени беа и награди на ученици кои во своите песни го отсликаа животот и делото на борецот и командант Бауман. Пред споменикот на Алекс Одемниевски Бауман се одбележа 110 годишнината од раѓањето и 54 годишнината од неговата смрт. Делегации на општина Велес, командата за обука и доктрини Велес, општинската организација на Сојузот на борци од Велес и други институции положија цвеќе и му оддадоа почит на револуционерот, шпански борец и командант Бауман. Присутните ги поздрави председателот на општинската организација на Сојузот на борци Саздо Кицевски. За животот и делото на Бауман говореше професор доктор Ѓорѓи Малковски, председател на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија. Алекс Одемниевски Бауман за време на војните судри во Шпанија често пати знаел да каже дека тој таму се борел затоа што шпанската борба ја поистоветувал со македонската борба, а борбата меѓу народниот фашизам ја сметал и за борба против македонските поробувачи. Всушност, борбата за независност на Шпанија за него била борба за независност и на Македонија, а победата на шпанскиот народ истовремено ќе значила и победа на македонците. Во 1945 година Демниевски е поставен за политички комесар и командант на 15-тиот македонски ударен корпус. Тој учествува во борбите и на Сремскиот фронт по ослободувањето на земјата, врши воени функции и станува генерал подполковник на ЈНА. Умира на 6 септември 1961. Во негова чест
Касарната на Арама во Велес го носи неговото име. Во рамки на чествувањето беа доделени и награди на учениците кои со своји песни учествуваа на распишаниот конкурс на тема Животот и делото на Алекс Содемниевски Бауман. Фестивалот на античка драма Стоби 2015 стартува утре, а ќе трае до 22 септември. На 14-тото издание на Интернационалниот фестивал на античка драма ќе бидат изведени 8 театарски представи, 1 концерт и 1 тркалезна маса. 8 театарски представи, 1 концерт и 1 тркалезна маса. Ова се содржините на 14-тото издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Фестивалот започнува утре, а ќе заврши на 22 септември. Како што најавија организаторите, оваа година ќе настапат 3 странски ансамбли. 7 представи ќе бидат во конкуренција за награда, додека една ќе биде изведена во чест на наградените. Фестивалот ќе биде отворен со джез концерт на Тони Китановски, пошто ќе биде изведена представата Антигона на актерите од Турција. На 10 ќе ни гостува Royce Dance Company од Грција, театарска група која што ја знаеме добро од 2009 со нивниот спектакл Електра Перпетратор. Оваа година специјално имаат представа направено која што втората праизведба ќе биде на Стоби. Потоа на 13 еден многу интересен театар од Албанија, тоа е театарот Александар Моисиу и Лаертис Василу. Тој е всушност Лаертис Василу е режисерот на представата. Тој е по потекло од Грција. Тоа е представата Електра, исто на античка тема. Овде сме со странските представи. Потоа оваа година имаме и доста представи од македонските професионални театри. На 15 септември Националната установа Турски театар ќе ја одигра представата Прометеј во режија на Дејан Пројковски. На 17 ќе се одигра представата Лисистрата на театар Комедија. 19 септември Електра од Македонскиот народен театар, додека пак на 20 септември публиката ќе има можност да ја погледне премиерата на представата Федра, соработка на Велешкиот со Словенечкиот театар. Фестивалот свечено ќе биде затворен на 22 септември. Во чест на наградените представи и актери, театарот Домаќин ќе ја одигра представата Крал Иби во режија на Андреј Цветановски. Представите ќе се одиграат во новата театарска зграда на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот. Вчера вечер во амфитеатарот на Младинскиот парк во Велес се одржа музички хепенинг во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Бендот Циклон имаше можност да се представи пред своите граѓани. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ од Велес и понатаму продолжува со поддршката на младите таленти. Вчера вечер во амфитеатарот на Младинскиот парк пред Велешани се представи музичката група Циклон. На овој начин се дава поддршка на младите и талентирани луѓе од градот и им се овозможува да го промовираат она што тие го работат. Токму оттаму и идејата да се организира еден ваков настан, вели подпредседателот на Унијата на млади сили од Велес Бојан Смилески. Заклучивме дека во Велес постојат многу млади луѓе кои што функционираат како бендови, самостојно се доста талентирани, меѓутоа немаат начин да се промовираат, да покажат што знаат пред публиката. Од тука дојде токму таа идеја да им помогнеме, да ги поттикнеме за повеќе да работат и да успеат што е можно повеќе. Бендот Циклон број 5 члена, активно работи веќе неколку месеци. Имаат учествувано на повеќе манифестации во Велес, но и во градови низ Македонија, каде имаат освоено и награди. Циклон е составен од 5 членови, вклучувајќи ме мене, исто така имаме бас-гитара, Тале Каров, електрична гитара Давид Тодоров, клавијатура Владимир Здравев и тапани Јадран Митев. Членовите на бендот задоволни од организацијата. Од Унијата на млади сили велат дека и понатаму ќе продолжат со реализирање на активности од ваков вид, се со цел да им се даде поддршка и поттик на талентираните млади.
Повеќе од 1500 имигранти утрово од Гевгелија се упатија кон Табановце. На телефонската линија Ало доктор 1000 повици неделава. Бензините поевтинуваат за 2 денари, цената на дизелот не променета. Вестите од Македонија. Утрово од Гевгелија кон Табановце замина првиот воз со околу 1000 мигранти. Покрај возот, кон северната граница заминаа и такси возила и автобуси, со што бројката на мигранти изнесува повеќе од 1500. Следната тура мигранти кои пристигнуваат во Македонија ќе го продолжи својот пат според потребите на прифатниот камп. Во групи од по 100 до 200 луѓе периодично пристигнуваат од грчка страна, со што се создава можност и време тие да бидат евидентирани во прифатниот камп во Гевгелија. Истовремено таму во случај на потреба им се пружа здравствена помош и освежување пред да го продолжат патот до крајната дестинација. Со повеќе специјални возови кон Табановце вчера заминале околу 2500 мигранти. За речиси 1 година од кога започна да работи телефонската линија за медицински совет Ало докторе, има вкупно 50.676 повици. Во изминатава седмица на оваа линија имало 1042 повици. Оваа линија е достапна 24 часа на ден, секој ден, а целта е да овозможи непосредна медицинска консултација за појава на било какви симптоми на нарушување на здравието. Линијата од 1 септември е засилена со 3 нови доктори. Повиците се од широк спектар на најразлична симптоматологија. На оваа линија најчесто се јавуваат граѓани за совети поврзани со терапијата, која редовно ја примаат за хроничните болести, како и за симптоми поврзани со крвен притисок. 25 доктори се достапни за медицински совет за јавувањата од сите граѓани од земјава. Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за 2 денари, а цената на дизелот и екстра лесното останува непроменета. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 62 денари за литар, а на Евросупер БС 98 ќе биде 64 денари за литар. Се намалува и цената на мазутот и ќе изнесува 19,9 денари за килограм. Просечната цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена изнесувала 46,27 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот бил 54,32 денари. Пронајдено 61 тело од бродоломот во Малезија. За време на викендот 15.000 бегалци пристигнаа во Минхен и Франкфурт. Вести од светот. Малезиските спасувачи пронајдаа 61 тело на индонезијци кои се удавиле минатата недела, откако потона дрвен брод на западот на Малезија. Спасувачите во петокот поплодне пронашле еден преживеан кој минал цел ден во вода и бил во релативно добра здравствена состојба. Операцијата за потрагата по настраданите ќе продолжи во следните 2 дена, после информацијата дека на бродот имало околу 80 лица. Властите наведоа дека пренатрупаниот дрвен чамец се превртел и потонал во бурното море на околу 16 километри од брегот на централната малезиска држава Селангдор во четвртокот рано изутрина. Се верува дека бродот ги враќал работниците на индонезискиот остров Суматра. Германија прима илјадници мигранти за да ги намали платите и да вработи робови, стои во изјавата на Марин Ле Пен, шефот на француската крајна десница. Таа во јавноста излезе со обвинение дека Германија сака да наметне имиграцијска политика во Европската Унија. Дополнува дека Германија сака да ги принуди да прифатат илјадници баратели на азил, но дека Франција нема можност и волја да ја отвори вратата за светската беда. Во меѓувреме во Минхен и Франкфурт за време на викендот пристигнаа најмалку 15.000 бегалци, кои беа одведени во бегалските центри ширум Германија. Австрија и Германија ги изголемија капацитетите на возови за да ги пренесат мигрантите од австрискиот град Никелсдорф. Германската влада по преговорите од владеачката коалиција соопшти дека ќе обезбеди 6 милиарди евра за прифаќање на бегалците.
Кошаркарите на Македонија денес имаат слободен ден на Евробаскетот. Симе Симоновски, нов селектор на женската ракометна репрезентација. Домашен спорт. Македонската фудбалска репрезентација утре го игра својот надпревар од квалификациите за Европското првенство кое следната година ќе се одржи во Франција. Фудбалерите ги одработуваат последните тренинзи пред мечот со Шпанија, а селекторот Руловик направи неколку измени во составот. Поради повреда, селекторот нема да може да смета на Даниел Мојсов и Аријан Адеми, а суспензија поради жолти картони имаат Стефан Ристовски и Бесарт Абдурахими. Нови играчи во составот се Бобан Николов, Енис Барди, Ѓоко Зајков и Марјан Радевски, кои беа едни од најзаслужните за победата на младата селекција на Македонија против Украина во саботата. Надпреварот Македонија-Шпанија утре започнува во 20 часот и 45 минути. Македонската кошаркарска репрезентација денес е слободна на Евробаскетот. Тие на вчерашниот надпревар ја победија Холандија и се на чекор до пласма во следната фаза од ова надпреварување. За таков успех потребно ќе им биде да победат барем во еден од следните надпревари против Хрватска, Грузија или Словенија. Селекторот Србиновски беше задоволен од прикажаните перформанси на неговите избраници и се надева дека во ист стил ќе одиграти во следните надпревари. Мечот Македонија-Хрватска утре започнува во 21 часот. Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија го избра Симе Симовски за нов селектор на женската репрезентација. Тој претходно ги водеше јуниорките на Македонија со кои избори настап на Европското првенство годинава во Шпанија, а во следните 2 години ќе ги предводи сениорките. Симовски своето деби ќе го има следниот месец во надпревар од квалификациите за Европското првенство, во кој Македонија ќе се сретне против Црна Гора, Хрватска и Словенија. Исланд и Чешка изборија пласман на Европското првенство во фудбал идната година. На Европското првенство во кошарка комплетирано беше второто коло, одиграни 8 на финални средби на US Open. Во надпреварите кои беа вчера одиграни како дел од квалификациите за Европското фудбалско првенство идната година, селекцијата на Исланд го обезбеди својот прв историјски настав во ова надпреварување. Нерешениот резултат против Казахстан без голови им беше доволен да создадат недостижна предност пред конкурентите во својата група. Пласман на ова Европско првенство обезбеди и Чешка по победата на Латвија на гостински терен од 2:1. Покрај овие две репрезентации, пласман на шампионатот имаат обезбедено уште Англија и домаќинот Франција. Во останатите надпревари Холандија загуби од Турција со 3:0, а Хрватска забележа пораз на гостувањето кај Норвешка од 2:0. Италија Бугарија 1:0, Малта Азербејџан 2:2, Кипар Белгија 0:1, Босна и Херцеговина Андора 3:0 и Велс Израел 0:0. На Евробаскетот вчера беа одиграни средбите од второто коло. Дербито се одигра во нашата група каде што еден од домаќините на овој шампионат Хрватска и покри водството во текот на целиот надпревар беше поразен од селекцијата на Грција со резултат 72-70. Еден од фаворитите за освојување на медал на овој шампионат Србија во последната секунда од надпреварот дојде до победата против Германија. Немања Бјелица повторно беше човек на одлука за србите, а мечот заврши со резултат 68-66. Франција победи од настав во првото коло против Финска. Вчера беше убедлива во мечот против Босна и Херцеговина и победи со резултат 81-54, а Шпанија ја победи Турција со 104-77. Во текот на вчерашниот ден на Гранд Слемот US Open беа одиграни 8 на финалните средби во машка и женска конкуренција. Фаворитите без проблеми се изборија за пласма во следната фаза. Новак Џоковиќ го победи Баутиста Агута во едно овој меч го загуби и првиот сет на турнирот. Во женска конкуренција сестрите Вилијам со максимални 2:0 во сетови ги совладаа Контавејт и Киз, додека Бушари го предаде мечот на Винчи кој поради потрес на мозокот мораше да се повлече од надпреварувањето. Денес на програмата се останатите 8 на финални средби во машка конкуренција, а најголемо внимание ќе привлече мечот помеѓу Федерер и Иснер. Норвешкиот ракометен шампион, екипата на Елверум, е последниот патник во групната фаза од Лигата на шампионите. Тие беа најдобри на квалификацијскиот турнир кој се одржа во Бања Лука, на кој учествуваа домаќинот Борац, потоа Алпа Харт од Австрија и Лимбург Лионс од Холандија. Во финалето Елверум славеше против австријците со резултат 28-25. Норвежаните ги се надпреваруваат во групата Т заедно со македонскиот претставник Металург.
Денес имавме претежно облачно и ветровито време. Да погледнеме какво време не очекува утре. Пред да се одјавиме да ја погледнеме изјавата на очевидецот кој успее да го фати лицето кое се обитело да ја ограби менувачницата во трговскиот центар во Нова населба во Велес. Како се случи? Тука седевме и почна да пукаат. Да пука тој. Му земаа пушката и почна да бега навака. Ја тука седев и истрчав ваму по улицава и дое право на мене. И еднаш го удрив и толку. Кој му ја зема пушката? Колку истрели слушнавте? Не знам, многу беа. 3-4, не знам, не ги броевме. А кој му ја зема пушката? Па сигурно дечкото таму што е у менувачницата. У менувачницата што работи тоа дечко? Тој. Он е бив полицајец во пензија. Вие сте полицајец во пензија? Да. Реагиравте брзо? Па ви кажувам, кога почна да бега овде по оваа тарасава, ја од тука кој што седеви, истрчав натаму и дојде право на мене и го фанав. Лесно, како изгледаш? Дали е крупен? Не, слаб. Го познавате ли? Не. Го видовте? Го видов, но не го познавам. Мислам дека не е од тука, од Велес. Барем, ја не го познавам, па сега може и да е од Велес, не ги знам сите. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.